Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Во ова видео денес ќе ви раскажам, ќе ви кажам, покажам за промена на возачка дозвола во Германија. Со македонска возачка дозвола можете да возите до 6 месеци. После 6 месеци, мој совет и препорака е да ја смените возачката. За да ја промените возачката, потребни ви се формулари од Канцеларијата за возачки дозволи. Значи, тоа кај нас, таа канцеларија се најдува во Ландрасамт. Сигурно вие можете на Google да пребарате во вашиот град и да најдете. Одите таму и барате формулари за промена на возачка дозвола. Таму тие ви даваат формулари и ви објаснуваат кое, што, како треба да се пополни. Сега, тука има дел што треба да се пополни од ваша страна, лични податоци, име, презиме, град, адреса, слични работи. Има дел што треба да се пополни во општината, значи во Бургерамт. Во некои општини потребно е термин, во некои не. Најсигурно направете си термин таму и одете со документот кој што го зедовте од Канцеларијата за возачки. Друго нешто што ви е потребно за промена на возачка е превод, признат превод од македонски на германски. Во мое време, затоа што не имав кого да прашам и не знаев ни што правам, платив 120 евра за преведување во АДАЦ, каде што, по моје мислење, е скапо. Сега можете да најдете во групите, има судски преведувачи, пишете само македонци во Германија, судски преведувач и ќе ви излезе. Дури имам и еден човек што сестра ми таму ја преведуваше возачката, па ќе ви оставам негов имејл во дескрипција. Можете да му пишете, да му пратите возачката, кошта само 40 евра и по 2-3 дена ви стигнува на адреса. Друго нешто е биометриска фотографија. Исто како и за виза и за сите други работи, потребна ви е биометриска фотографија. Доколку немате биометриска фотографија, можете да се сликате во ДМ. Јас препорачувам во ДМ затоа што таму сликите се поквалитетни отколку доколку одите во некое тоа мало како будка за сликање, сликата излегува катастрофа. Во ДМ ве сликаат, ви излегуваат сликите, дури мислам дека може и да ве пресликаат доколку не се бендисате, значи не е никаков проблем. Со тие документи одите и ги предавате за промена на вашата возачка. Тие ви ја земаат вашата македонска возачка и треба ви дадат лист потврда на кој што ќе пишува дека вие смеете да возите. Многу важно нешто да го земете тој лист, да не го заборавите, затоа што доколку ве застане полиција, тоа ќе ви треба. За тој лист имам слушан дека луѓе кои што ја сменувале возачката во меѓувреме си отишле Македонија на одмор, имале проблем со нашата македонска полиција, затоа што тие не го признаваат листот. Тоа не знам какво решение би ви препорачала искрено, не сум се нашла во таква ситуација, но знам дека тука е признато и тука важи. Дали би имале проблем доколку ја чувате вашата возачка подолг временски период и после тоа ја смените? Мислам дека не. Важно треба да ја промените и важно да не ве фати полиција доколку возите со неважечка дозвола. Може да се случи да ви опростат, во смисла како опомена, но може и да се случи казна, затоа најсигурно вие да ја промените возачката. Доколку планирате да се вратите Македонија и се плашите да ја смените вашата возачка во германска, затоа што германската возачка има рок на траење 10 години, немојте да се плашите, затоа што вашата македонска возачка се враќа во градот од каде што доаѓате и стои во полиција. Значи, многу лесно и едноставно. Доколку вие одлучите еден ден да се одите од Германија и
да ви треба возачка се разбира, одите во полиција и го кажувате вашето име и презиме, тие отвиваат само вие вадат возачката. Значи, нема потреба од никакви стравови и стресови. Колку време е потребно за промена цел процес на возачката? Тоа искрено зависи од град до град, затоа што сакаде процедурите течат различно. Како што кажав во претходните мои видеа, во нашиот град каде што живееме, процедурите течат ненормално бавно и сите се жалат, но тука не можеме ние ништо. Најдобро е пред време да си поддадете, пример, доколку мислите дека нема да ви излезе возачката на време, ги поддавате документите порано. На возачката германска што ќе ја добиете, пишува дека сте полагале во Македонија. Тоа исто треба да знаете. Доколку на оригинал возачките германски, пишува дека се правени во Германија. Тоа е тоа што се однесува за возачка дозвола, јас се надевам дека ви се допадна ова видео, се надевам пред се дека ви помогнав на некој начин. Доколку имате било какви прашања, слободно пишете ми. Доколку имате некои други идеи за видео, слободно пишете ми во коментар. Ставете лайк, subscribe, а ние се гледам во моето следно видео. Чао!